За 11.200 лица е намален бројот на невработени во Прилеп, додека во Македонија оваа бројка изнесува 160.000, истакна директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Поповски истакна дека бројот на невработени лица во Прилеп е намален поради добрата соработка и координација, која во изминативе години Агенцијата за вработување ја има со локалната самоуправа, бидејќи Прилеп беше прва општина во Македонија која направи економски совет, кој помага дополнително на Агенцијата за креирање на нивните политики и мерки. За Прилеп ситуацијата е секогаш подобра, бидејќи самите инвестиции, двете поголеми инвестиции, нормално инвестирањето на домашните компании во нови работни места, дава за право да се зголеми бројот на емеден обраци во Прилеп, така да ако во 2005 година, на 41 или 1.1.2006 имало 15.000 емеден обраци, во овој момент само во агенцијата има 24.000 регистрирани емеден обраци, што е директно разлика некаде 9.000 емеден обраци или вработени лица и дополнително уште над 3.000 се регистрирани во Фондот за пензионско и инвалидско осигурување, тоа е некаде 12.500 вработени прилепчани. Поповски нагласи дека проектот Македонија вработува ќе биде активен до 27 јуни годинава, со тоа што досега него го искористиле 4218 граѓани. Во 2017 година досега се вработиле над 280 лица. Првиот проект Македонија 1 заврши со 18.900 вработувања, а претходно ни беше и проектот за млади до 29 годишна возраст, каде што дополнително уште 8.000 се имаа вработено со тој проект. Така да бројката е негде над 30.000 граѓани на Република Македонија за 3 години да се вработат во Република Македонија, да ги користат тие бенефити, не само тие како вработени и работодавачите со зголемување на бројот на вработени. Од Центарот за вработување во Прилеп ја истакна и одличната соработка со странските инвеститори, а службениците од подрачното одделение на агенцијата помагаат во собирањето на податоците за луѓето кои сакаат да се вработат во овие фирми. Во моментот Центарот за вработување во Прилеп во соработка со директорот Владко Поповски, локалната самоуправа, има одлична соработка со странските инвеститори. Ние служиме како едно големо одделение за човечки ресурси, односно му помагаме во собирањето за податоците за луѓето кои што сакаат да се вработат во овие фирми. Потоа ги повикуваме на интервјуа и исто така му помагаме во процесот на избирање. Градоначалникот Маријан Ристески посочи дека заедничка цел на локалната самоуправа и Агенцијата за вработување е зголемување на бројот на вработени и намалување на невработеноста, а соработката ја остваруваат на повеќе начини. Она што го зацртавме како цел пред 10-11 години, тоа и го реализиравме и бројките се навистина доста интересни за Прилеп, бидејќи невработеноста во општина Прилеп е намалена за повеќе од 10-11 илјади невработени кои што не ги имале на списокот на Агенцијата за вработување. Меѓутоа, не е таа крајната цел. Ние имаме уште неколку илјади активни баратели за работа. Целта е да и во наредниот период продолжиме отворање на нови работни места и намалување на оваа бројка да сведиме на минимум. Од оваа година во Прилеп, стручните училишта се насочија во контекст на продуцирање на кадри, кои во иднина можат да најдат вработување во домашните компании, но и странските инвестиции.